Сега е 18 часот и 19 минути, како што ви најавивме, почитувани слушатели. Гостин во денешново издание на Македонски корени е доктор Јанко Бачев, универзитетски професор по меѓународно право и председател на политичката партија Единствена Македонија. Господине Бачев, добро ви утро и ви благодариме што ја прифативте порудата и повтор пат да не бидете гости во денешново издание на Македонски корени. Дали се слушаме? Да, се слушаме. За вас само добар ден на нашите браќа и сестри, македонци и македонки во Австралија. Господине Бачев, денешниот разговор би го започнале од една несекојдневна, но бизарна работа. Пред некој ден вие бевте учесник во една дебата на Канал 5 во емисијата Само вистина. Ваш соговорник беше господинот Агим Јонус. Морам да признам дека вас ве знаеме сите како отворен и секогаш говорите без заопеколувања и директно и без ракавици. Но посебно таа вечер многу подиректно од било кога, без влакна на јазикот, се потрудивте да им ја пренесете на јавноста ситуацијата во која се наоѓа Македонија. Но после таа дебата, одговорните на Канал 5 вас ви забранија пристап во иднина да учествувате на таа телевизија. Која беше причината што таа телевизија се одлучи на тој чекор? Што всушност се случи? Дали има нешто што јавноста не го виде, а се случи за време на рекламите, или пак тоа е сепак одлука дојдена од големиот брат, а не од самата телевизија? Па еве да продолжам кај што застанавте, точно е, значи имале тие предисок, како што видите вие, од големиот брат, од тие центри кои што ја управуваат Македонија во реалноста, и Канал 5 се види дека една телевизија која што има една сервилна, полтронска улога, бидејќи ја менува својата уредувачка политика во согласност со наредбите што ги добива од Американската амбасада и од властите во Скопје, како се менува, и се случи еден преседан во македонската демократија во 27 години. За прв пат една телевизија забрани во иднина да настапува председател на политичка партија, односно тоа се однесува на мене, бидејќи, како што кажавте вие, од таа емисија, така на еден отворен начин беа кажени вистините за Македонија, дека ние веќе нема што да изгубиме, дека влогот е голем, дека шиптарското малцинство во Македонија беше разоткрит. А така, овие од Канал 5 се осетиле многу така потресени од таа вистина што се кажува за македонците, а ние гледаме, таму гостуваат разноразни политичари и историчари од албанското малцинство, кои што на најгруп начин ја негираат Македонија, македонската историја, и сега се здружени со овие од македонската власт за Скопје, да не го спменат името. Така да, со еден збор кажаме, значи, се случи тој преседан, што мене воопшто не ме загрижува, значи ние продолжуваме, вистината мора да ја кажуваме, бидејќи сега гледате се наоѓаме пред еден голем предизвик, каде што ова власта во Скопје тргната да избрише се што е македонско и контролира сите телевизии во Македонија. Свесни сме ние за медиумскиот брак, дека тоа можеше да се случи, меѓутоа ние немаме намера да им ласкаме на овие платенички телевизии. Мора да ја кажуваме вистината и еве сега во периодот што следи изнајдеме некои други механизми со кои што ја продолжиме нашата борба за Македонија. На 19 октомври се случи она што скоро никој не го очекуваше. 8 пратеници од опозицијата го ставија својот печат за предавството на Македонија. Од друга страна пак продолжуваат обвинувањата на релација Русија и Америка околу гласањето за отварање на уставните измени. Руското МНР повторно го обвини американскиот амбасадор во земјава дека тој во петокот го водел целиот процес во собранието. Кои се вашите сознанија за таа вечер? Што всушност се случи во собранието и кои чекори треба да се преземаат сега за да го одбраниме името и идентитетот? Овие 8 претеници кои што не издржаа и кои што под уцени подкуп гласа за отпочнување на постапката за промена на уставот, колку веќе да се обидуваат да се бранат во јавноста дека тоа е нивна одлука, дека тоа нивно лично мислење, тоа веќе не може да им веруваат ниту малите деца, бидејќи самите настани што се случува ги демонтираат. Тие, да кажеме, 8 пратеници на 2 дена пред самото гласање застана заедно беа со целата пратеничка група на ВМРО-ДПМН и таму беше пренесен ставот дека сите пратеници од пратеничката група на ВМРО-ДПМН нема да ја гласат одлуката за пристапување кон измена на уставот на Република Македонија. И сега во тие 2 дена се случија многу чудни работи. На самиот ден
требаше тоа беше петок, на самиот ден на гласањето, кривичниот суд во Скопје експресно носи одлука да ги ослободи од куќен притвор тројцата пратеници на ВМРО ДПМН и за да можат тие да дојдат во собранието, бидејќи кога се во куќен притвор не може да го напуштаат домот, значи експресно сабајлето во петокот се носи одлуката на кривичниот суд, иако истиот тој суд веќе година дена назад адвокатите на овие обвинети поднесуваа барање за укинување на притворот и судот сега пати одбиваше одлуката на адвокатите и сега тој ден експресо, значи судот носи спротивна одлука, ги ослободува и како што е познато седмицата беше закажана во 11 часот и ако било се чисто зашто таа не се одржа во 11 часот, него се одржи вечерта во 22 часот, откако цел ден била вистинска баркотница во собранието, американскиот амбасадор бил стациониран цел ден во собранието внатре, што е незамисливо, недозволиво во една нормална држава, бидејќи тоа е спротивно на неговите задачи што ги има согласно Виенската конвенција за дипломатски односи. Значи бил цел ден во собранието, овие претенци биле заклучувани таму, им биле земани мобилните телефони да не може да контактираат со надворешноста. Така да е на огромен притисок и како круна на се дојде информацијата од Грција, каде што од самата грчка влада, каде што на седница на владата министерот за одбрана Грчи Каменос и министерот на надворешни работи Коција се јавно меѓу себе се обвиниле дека во грчкото министерство за надворешни работи постоел таен фонд од 50 милиони евра за купување на политичари, новинари и медиуми во Македонија. Значи се склопија работите, во игра биле големи пари за подкуп и веќе овие, како што кажах, претензи колку да се трудат се до тоа да го негират, јасно е дека тие се купени. Во јавноста се појавија и сумите некаде околу 2 милиони евра по пратеник. Значи тие луѓе не ги издржаа притисоците, иако нема пари со кои што може да се купи вечното македонско име, кој што тие се гледа на најгруп начин работатели да го сменат, да ја продолжат таа постапка. Сега вие како што кажавте, ние во Македонија има неколку иницијативи за обединување на се македонско обединување на партии, издруженија, да се направи така голем притисок да се принуди владата да даде оставка и да има предвременни парламентарни избори, да се спречи тоа гласање кој се најавува некаде за јануари месец, бидејќи сега таа постапка за промена на уставот трае некаде околу 90 на дена, сите тие фази да се поминат. Значи едно се македонско обединување кој што би ги искористило сите можни механизми да го спречи тоа, како со протести, со блокади, и некои други така активности. Како што имаше за време на референдумот повеќе иницијативи, значи добро е сега ако се формира повеќе такви некои блокови сојузи се македонски кои што ќе бидат на иста цел да се спречат тие уставни измени, бидејќи добро е ако ние тоа сега го спречиме да не се донесе, а сакам тука само посебно да потенцирам дека тоа и да се донесе, да помине сето тоа, јас имам зборувани порано, сето тоа е ништевно, значи согласно меѓународното право и домашното право, и уште повеќе што и председателот на државата стои на оваа линија, тоа се проблематизира во Обединетите нации преку Советот за безбедност, значи има механизми и отпусти, доколку тоа се поминало, меѓутоа, нели како што кажал народот, сега подобро не е тоа сега да го спречиме колку ако се донесат сите тие, ако се донесе тој договор и заживее, значи отпосле да ги преземаме тие активности, така да јас се надевам сега во периодот што следи во Македонија ќе биде така доста интересен. Осмте пратеници кои што го притиснаа копчето се правдаат и не ги прифаќаат овие обвинувања, се правдаат дека тие доставиле документ до владата со нивни барања од 4 точки и врз тој документ тие го правдаат нивниот став. Дали имате можеби информации повеќе од оние кои што излегува во јавноста за овие 4 точки и какви се вашите очекувања на следните чекори кои ќе ги преземе собранието и владата? Тоа што се врти во јавност дека овие доставиле 4 услови, тоа значи формално правно е така, они достави еден документ, меѓутоа ако се види тој текст, они што го доставија, значи тоа де факто нема никакво значење, бидејќи тоа е така една голема лага, еден голем маневар на Зоран Заев, бидејќи во СДСМ им го напишеле тоа писмо да изгледа во јавноста дека и овие поставуваат услови за да гласаат, меѓутоа тоа писмо им го напишеле во СДСМ и гледате дори не се крие марионетската власт во Скопје, Заев уште утредента излезе вика условите се прифатливи. Значи тоа е така една мамка така да излезе во јавноста дека овие нешто условуваат и таму тоа што е напишено во тие 4 услови што они ги поставуваат, тоа експресно се прифати од страна на власта и таму значи нема ништо
така суштинско. Тие три барања се околу договорот, што е препишено од самиот договор. Значи, самиот договор знаеме, тој е катастрофален по Македонија и македонците, бидејќи со него се брише. И сега тука нека не е да се замачкат очите на јавноста, најбитно е тоа четвртото барање што го поставуваат, да бидат амнестирани, да бидат ослободени од одговорност. Бидејќи овие претенденции, како што знае јавноста, се под кривичен прогон за настането 27 април и проектот Скопје 2014. Така да, значи, тоа четврто барање, значи фактички суштината да бидат зашто е направен пазарот, да бидат ослободени, да бидат амнестирани и сега се најавува собранието формирана е таа комисија за, како не ја нарекуваат, комисија за помирување. А со кого ќе прават помирување, тоа не е јасно, како претходно се струшија, се уништија во Македонија, го поделија народот по сите основи. Така да сега СДСМ, значи, таа комисија, дури ако се толку искрени, треба да не ја прават, бидејќи е безпредметна. Самите со себе треба да си прават помирување. Бидејќи таа комисија, ние не ја прифаќаме, не ја прифаќат и други партии, и ВМРО да се изјасни дека не ја прифаќа. Таа комисија дека нема да учествува во нејзината работа во собранието. Така да, значи, таа е целосно безпредметна. Меѓутоа сето тоа е во функција, значи, како што кажав, во јавноста да се стекне впечаток дека овие пратениците поставуваат некакви услови, али во де факто тоа не значи ништо. Споменавте амнестија. Каков е вашиот став околу таа амнестија? Дали треба да има помирување за настаните од 27 или тоа треба да се препушти преку правните инстанции, да се расшири сето тоа една за секојаш, за да не може стане црна дамка на оние кои што ги обвинуваат за тероризам? Сега веде, тука, значи, овој проблем со 27 април на сите не е јасно дека е измислен, дека е конструиран од власта, и сега со ова гласање на овие претенденции се покаже тоа дека и тоа бил еден од начините за пазар, за тој непристоен пазар. Значи, слобода за гласање во собранието за уставните измени. Сега тие луѓе сите знаат дека се невини, дека тие во 27 април таму влегува така со едни силни емоции, со силна верба да го бранат уставот на Република Македонија. Така да таму сега се обвинети за едно кривично дело кој што е смешно, тоа за јавноста, за тероризам, така да таму никаде во светот не е познато дека некој влегува во собрание со раците во џебот. Терористите влегуваат со оружје, со динамити, со прават скроја, овие луѓе таму влегуваат, значи не без никакво оружје, влегуваат, како што кажав, со силни емоции, бидејќи власта претходно ги предизвика таа вечер кога на брзина го избраа Талат Џафери на незаконски и неделовнички начин во собранието. Тие луѓе таму, да кажеме, тоа движење за Македонија протестираше во Македонија преку 40 дена и секој ден се знаеше маршрутата точно, дека тргнуваат таму пред владата и некаде 6 сати завршуваат пред собрание и сега сето тоа власта го знаеше и они намерно во 6 сати, да закажа таа седница тогаш на 27 април, во 6 сати го избраа Талат Џафери. Стана еден пратеник албанец, почна да ја пее албанската химна, сето тоа одеше во јавноста и значи предизвикани реакции големи и тоа беше причината народот со силни емоции така да влезе во собранието. И сега како што гледаме, значи ги обвинија за тероризам и сега што е посмешно, ако тие луѓе за кои што Заев велеше дека се терористи и сега гледате како може, а зборува цело време за демократска Европа, како може да оди во демократска Европа сега кога терористи, што кажам условно, му помогнаа да ги прави уставните измени. Значи сега веќе за него не се терористи. Така да таа е една политичка конструкција. И сега околу начините што кажавте вие, најдобро е тие луѓе да ја добијат правдата. Значи тоа преку институциите на системот, а тоа значи обвинителството да го повлече. Обвинителниот предлог и тука нема вина, застанува постапката. Меѓутоа гледаме дека обвинителството ја тера работата и сега има други механизми, тоа е амнестијата или помилувањето од председателот, меѓутоа гледаме дека председателот нема таква реакција и сега вниманието е насочено кон собранието. Тоа да потсвам дека и ние уште пред неколку месеци имаме поднесен еден предлог закон во собранието кој што за амнестија кој што Талат Џафери на 3 пати не го враќа, бидејќи има една фуснота таму во која што пишуваме дека не го признаваме за председател на собранието. А еве сега слушаме и ВМРО во понеделник е поднесе предлог закон за амнестија. Сега амнестијата доведува до ослободување, меѓутоа амнестијата е малку така по-интересна што тука останува условно ќе остане како овие луѓе да биле виновни за настаните од 27 април, бидејќи амнестијата те ослободува од кривично гонење. Така да, како што кажам, значи најдобро е да запре постапката, обвинителство да го повлече предлогот, меѓутоа нема такви најави и сега знаеме
каква е состојбата со тие луѓе, веќе околу година дена се по притвори, некои уште се во шуторизер, некои се во домашен притвор. И сега веќе се во ситуација која да се преземе опција, дали со амнестија или овие како што најавуваат со помирување, тука веќе играта е најверојатно да одат со намалување на казните или да го преквалификуваат кривичното дело, тероризам во некое друго полесно дело, а за полесен дел и полесни казни, да им се засмета казната или казната притвор што е до сега, нешто да добиат и намалување на казната, значи тие се тие некои начини, али најбитно е, значи тие луѓе мораат годишно да се пуштат да се ослободат и да престане политичкиот прогон према нив. Вие напомнавте дека ВМРО ДПМН во понеделник ќе поднесе предлог за закон за амнестија на сите. Какво е вашето мислење? Дали со овој предлог закон за амнестија ВМРО ДПМН ќе му помогне на оние кои што ги обвинуваат за тероризам или пак ќе му одмогне? Па сега јас кажам, видете сега тоа е малку, како да кажам сега, со амнестијата неспорно дека ако се усвои неспорно дека тие луѓе ќе бидат ослободени, меѓутоа ќе остане таа црна дамка дека нема да се докаже дали биле виновни или невиновни, ќе остане таа црна дамка дека биле обвинети во својот живот за тероризам и сега собранието ќе ги амнестира, ќе ги пушти. А додека ако се оди на варијанта да има храброст обвинителството да ја запре постапката, бидејќи нема докази во случајот, да ја запре постапката, тогаш веќе значи нема вина. Дека луѓето таа е подобра варијанта. Меѓутоа, како што гледаме сега, власта нема слух за таква работа. И сега доколку значи амнестијата останува тоа дека не докажена таа вина, меѓутоа тука сега има една можност ако дојде некоја народна власт која ќе сака да расчисти со сите овие работи, може да даде после рехабилитација. Значи да ги рехабилитира тие луѓе дека немале вина, како е на пример 90-та година кога 91 кога се создаде самостојна Македонија, Ченто беше рехабилитиран после 50 години, дека немал вина, значи со политичка одлука на собранието и одлука на судот. Значи доби и политичка и судска рехабилитација, дека немало вина. Таму некаде кога беше 48 година кога бил суден од тогашните власти. Така да значи има механизми. Најбитно е тие луѓе, како што кажав, најбитно е да се пуштат бидејќи власта си игра со човечки судбини, бидејќи на најбезобразен начин тргува со нивните судбини. Амнести, пазарење за нивната слобода во замена овие пратеници да гласаат по собранието за уставните измени и сега гледате каква е споредбата. Значи тоа е непримерен пазар. Дури и слободата е нешто така неприкосновено кај луѓето, меѓутоа од друга страна ги тераат да гласат пак за да се уништи целиот народ. Да поминат уставни измени, да се избрши македонскиот народ, да се избрши македонската нација, идентитет, јазик, култура. И многу интересно што овие тројца пратеници можеби не издржаа тие што гласа. Меѓутоа треба да се знае таму во јавност дека имаше и храбри пратеници кои што се обвинети за 27 април, меѓутоа кои што јасно излегува во јавност и кажа дека не ми треба никаква слобода, никакво ослободување, ако треба да гласам за уништување на Македонија и македонскиот народ за гласање на уставот, значи јавно кажа дека побитна им е Македонија отколку нивната слобода. Мислиш ли дека ова амнестија, барем јас така поставувам дека може да се земе и како прислување на владата на Заев, да не оди докрај со оние негови изјави или да не исполни уште едно ветување дека нема да има амнестија за никого? Дали може би ова одлука на ВМРО ДПМН не оди и во таа насока да ја натераат власта наместо амнестија да донесе одлука владата дека, како што и вие рековте, дека да им го намалат делото место кривично да биде некое друго дело кое што не му остави црна дамка, може би во понатамошниот живот на оние 30 и неколку души од 27 април. 33 така. Да. И сега, значи, точно е дека Заев сега се плаши од амнестија како што велат ѓаволовото крст, бидејќи со тој збор сега они, ако го употребува тој збор амнестија, има голем притисок во самата партија, посебно од тие шарените сорозоидите со кои што ја рушеше претходната власт. Значи тие сега дигаат една голема галама во државата дека мора да има правда, нема во никој случај да нема амнестија, дека тие се криминалци, терористи што влегува во собранието. Така да сега значи Заев сега бара еден механизам, бара одбрани зборови како тоа да го изведе, бидејќи веќе пазарот е направен, овие пратеници го гласаа во собранието и сега мора да им даде
сега мора да им даде ослободување и сега се бара формата. Значи да се избегне тој збор амнестија и како што кажав, значи ако друг начин како што гледаме е во смисла значи да се направи преквалификација на кривичното дело, значи од тероризам да бидат обвинети за некое полесно кривично дело, како на пример тепачки учество во толпа или таму нанесување телесни повреди, значи во таа смисла. И сега тие кривични дела значи се полесни, имаат полесни казни, кога ќе им се засмета и времето поменато во притвор. Големите казни, значи може да бидат осудени на некои помали казни, ќе им се засмета притворот и за да излезат од слобода. Значи сега е таа трка во кај власта за да се најдат тие одбрани зборови, така да ги задоволи сите и овие пратеници што се продадоа во собранието и да излезе на некој начин кај неговите во партијата и тие шарените со русидите кои му прават сега голема галама и затоа сега он го користи некој термин помирување, иако уште не е јасно што значи тоа. Помирување најверојатно во таа насока. Тоа помирување околу преквалификација на тие кривични дела за кои се обвинети. Власта ја повикува опозицијата да поднесе амандмани за уставните промени. Према вас, дали опозицијата треба да учествува или пак тоа ќе биде покршен чекор ако учествува и ако поднесува амандмани? Па јас сега ја ви кажав дека во Македонија има неколку така иницијативи за едно здружување меѓу партии, здруженија, сега да се почнат една активност во Македонија на, така да кажам, на протести и други механизми кои што се предвидени за да се предизвика оставка на владата, распуштање на собранието и нови избори. И сега ако мене ме прашувате за ВМРО ДПМН, таму нема потреба. Бидејќи опозицијата се они во собранието со неговите претенции, според мене нема потреба човекови да бараат во собранието, нема потреба да учествуваат во било какви овие комисии за промелување, во било каква активност да поднесуваат, да учествуваат во расправата за тие амандмани што ги предлага владата. Значи, они сега треба да се приклучат со народот. Со овие иницијативи да се приклучат со народот, да влезат рамо до рамо со народот на улица, каде што ќе се води таа битка сега во наредниот период. А формално правно гледано сега кога ме прашате за ова, можеби сега тука има механизми како тоа малку во собранието да се направи една збрка, да се малку тоа одолговлечува, они да поднесат нивни сопствени амандмани, да го затрупат собранието со амандмани со цел да се одолговлекува. Постапката бидејќи според нашиот устав амандмани може да поднесуваат владата, председателот, 30 пратеника и 150.000 подписи од граѓаните, така да ВМРО не може и Георги Иванов како председател. Значи да влезе во тој маневарски простор за сега да поднесе илјадници амандмани, да се затрупа собранието со амандмани, тоа само да кажеме ако се процени тактички, ако е добро да се одолговлекува постапката во собранието, може да се искористат тие механизми, бидејќи ние сме имале порано случаи, пример по некои други поводи, по некои други закони, кога и овие албанските партии така го почели го блокираат собранието. Така да во таа смисла може би е добро, значи, али во никој случај не смеат да учествуваат во амандманите што ги предлага владата во нивна расправа, бидејќи со тие амандмани дека знаеме се брише се што е со уставните измени, значи ако поминат се брише се што е македонско. Тоа веќе е познато на јавноста, без разлика што власта кажува дека со договорот го сочувала идентитетот македонски, тоа не е точно, значи тој договор е, така да кажам, смрт за Македонија, уште повеќе што покрај политичкиот дел навлегува и во приватната сфера, каде што таму веќе посебно кај вас е интересно во Австралија, бидејќи има голем дел македонци кои што потекнуваат од Беломорскиот дел од Егејска Македонија и со тој договор дури има една страшна одредба со која што се оди и против природата, што става јасна граница, тоа мислам член 7 беше јасна граница дека македонците во Егејска Македонија и македонците во Република Македонија не се исти. Едните биле од времето на Античка Македонија, другите се од 6 век, од доден тука од Карпатите. И се што е поинтересно, значи судбината си поигра со самиот Димитров, Никола Димитров, кој што е потписник на тој договор, бидејќи сега гледате, он е роден во Република Македонија, татко му Димитар Димитров е роден во Егејска Македонија. И сега според тој договор они не се исти македонци, татко и син не се исти македонци, значи се оди дури против природата со тој договор. И тој е толку страшен и опасен по Македонија, тој договор. Меѓутоа сега како што кажав, значи тие се механизмите
за ВМРО ДПМН како најголема опозицијска партија, тактички да изиграат, како што кажав, со голем број амандмани за да го увликуваме постапката во собранието и од друга страна активно да се вклучат со народот, кој што наредниот период ќе води битката и на улиците. Спомнавте албанските политички партии. Дали мислите дека Зоран Заев ќе ја проголта пилулата која што му ја подготвуваат албанските политички партии со отварањето на уставот да стават нивни амандмани, каде што планираат нивниот јазик биде на исто ниво со македонскиот и каде што бараат да бидат државотворен народ, да влезе сето тоа во уставот, а исто така да му се забрани на председателот да може да става вето на одлуките на било која политичка партија која што ќе биде на власт во иднина. Дали мислите дека ќе ја проголта или пак ќе најде некое друго решение или пак бадијала беа овие 8 пратеници кои што се избламира пред македонската јавност, сега и албанците ќе му завртат грб? Па видите сега албанците тоа го прават, така кажано, народски да ловат во масно, да искористат во последен момент. Сега бидејќи се отвара постапката за промена на уставот, да уфрлат некои своји амандмани со кои што да се добие таа формална федерализација на Македонија, јазична федерализација на Македонија, бидејќи тие амандмани се во таа насока, во тамошно разградување на државата. Меѓутоа, тие пратеници од две помални партии албански, ПЕСА и ова Алијанса, значи, они прават пет пратеници, меѓутоа, да бидеме на чисто, тие не може да предизвикат некој силен потрес. Тие сега само така испитуваат полз, бидејќи во крајен случај ќе ги фатат за уво, ќе ги потегнат за уво американскиот амбасадор до Скопје и тие нема да прават сигурно проблем при гласањето кога ќе биде јасно дека албанските партии секој сабале, значи кога треба да одат на работа, прво што прават, прашуваат во американскиот амбасадор во Скопје што да прават тој ден, што да. Така да тие се партии сега така прават посебно, можеби тие тоа е повеќе така за нивното гласачко тело, така думат некоја грижа за албанците во Македонија и во крајен случај тие не може да предизвикат некој голем потрес кога дојде времето за гласањето. Да кажеме, иако тие фактички може доколку сакат претпратени како му се однат да Заев настанува пак проблем со тоа двотретинско мнозинство, меѓутоа тоа од албанците не можеме да го очекуваме, бидејќи тие се под силна контрола на америчкиот амбасадор во Скопје. Така да останува сега ние таа борба да водиме се, да води сепак македонскиот народ. Господине Бачев, напомнавте дека се бара да се формира некаков поширок фронт, а со последните пак случувања во ВМРО ДПМН ми се чини дека се отвори вратата за поблиска соработка, бидејќи господинот Мицовски во говорот на 23-ти упати порака за соработка со сите, а со цел уривање на ова ненародна власт. Дали вие од Единствена Македонија се обидовте да стапите во контакт со господинот Мицовски или пак во неговата порака вие не се ни пронајдовте? Така не сме имале контакти до сега со ВМРО ДПМН, а во однос на ова што спомнавте пораката, мислам дека е во добра насока. И ова што се случи во ВМРО ДПМН, бидејќи сепак со тие луѓе со кои што тоа расчисти, се голем товар за актуелниот председател на ВМРО ДПМН, иако очекувано е таму сега и во периодот што следи, да има може и уште некои турбуленции, бидејќи овој што му беше заменик, градоначалник на Кавадарци, тој е под силна контрола на американскиот амбасадор во Скопје и сега тие разрешени, исклучени, така не верувам дека така мирни ќе седат, ќе мирно ќе примат одлуката за нивно оддалечување од партијата, меѓутоа од аспект на македонскиот народ мислам дека тоа е добра одлука и најдена добри реакции кај македонците со тоа прочистување. Натрес и со тоа фактички со тоа случување ги тргнат тие луѓе што веќе излега во јавност информации дека биле директно инволвирани во подкупот, во пречисоците спрема претениците. Тие 8 претеници кои што гласаа во собранието од страна на ВМРО ДПМН, значи со еден збор кажано таа од нивен така партиски аспект ја гледам дека им е добра одлука, а сега дали ќе има некоја поконкретна соработка во однос на ова што збориме, значи јас кажав ние сме сите отворени бидејќи сега ова соработка не треба сите да ги тргнеме суетите што било во минатото, бидејќи сега ова не договараме некој соработка, не би договараме некој соработка за избори,
Ова е соработка сега за Македонија, ова не е соработка некоја за лидери, за партии, за власт, ова е соработка за опстанок на целиот народ, за битка за целиот народ, да се спречат промените на уставот. И тука немаше да се делиме ние по партии, мора да бидеме единствени сите како македонци. И сега дај Боже, нека ја извојуваме оваа битка, да го спречиме ова зло, а злото е владата на Зоран Заев во Македонија, да го спречиме ова зло, да се реализира. После на избори кои ќе одиме, пак ќе се расправаме. Секој ќе си кажува негови програми, културни, економски, земјоделски, спортски, секој ќе си кажува негова ориентација, дали е со НАТО, со ЕУ, со Русија, со Евразијска економска унија. Тоа е веќе друга работа. Значи ние сега мора во Македонија сите да бидеме на иста линија по една точка. Како што бевме за време на референдумот. И таму ние бевме во тој блок бойкотирано и таму имаше со разни идеологии, меѓутоа ние бевме здружени на една точка, референдумот да не успее. Значи сега треба тоа да се повтори, ние да се здружиме на една точка, да успееме ова да го спречиме, а после кога ќе има избори, секој нека си ја тера неговата агенда. Навистина, ако сите вака размислуваат, мислам лидери на поголеми политички партии или здруженија од македонскиот политички блок, во тој случај мислечам дека ќе нема проблем, бидејќи сите знаеме дека ВМРО-ДПМН сега не е облигаторна да прави коалиција со било која политичка партија, затоа што тие го прекина тој начин кој што беше воспоставен победник со победник, и кога би сите така размислувале како вие сега што го рековте, а тоа го ние разговаравме и во првото ваше интервју и со интервјута кои што ги правевме со други лидери на политички партии, каде што целта наша беше да заборавиме, да прекинеме со плукањето еден према други, и со ова, како што и вие рековте, дека ВМРО-ДПМН се ивчисти, се тргна од тие црни дамки кои што ја влечеа надолу. Ќе чекаме правниот систем да си расчисти тие работи, само на тој начин ќе можеме да го победиме злото. Па да, така е, сега нас не треба едно се македонско обединување, на сплотеност, бидејќи разделени, раскарани, јасно дека тоа го посакуваат непријателите на македонско дело, а ги гледаме, тие не се било кои, ние имаме моќни непријатели и дома и надвор, гледате кои не се непријатели, тоа се моќни земји, моќни структури. Така да, значи, ние сето тоа можеме само со една сплотеност, со едно единство да го повториме тоа што се случи за време на референдумот, кога македонскиот народ покаже една голема зрелост, одолеа на сите искушенија, на сите притисоци. Така да сега мора, значи, ова да успееме во оваа битка, бидејќи да не дозволиме и ние како нашите предци. Еве, например, 1913 година ја поделиле Македонија во Букурешт, тогаш нашите не успеале. Меѓутоа сега да не дозволиме ние како оваа генерација македонци и за нас во книгите да пишува после 100 години дека и ние не сме успеале. Затоа сега ние, значи, мора да успееме, практично веќе нема што да изгубиме. Ако сега од ова еден страшен геноциден проект во кој не бришат од светската малка на нации, ако дозволиме да помине овој проект, затоа како што кажав, значи сега влогот е голем. И сега ние веќе мораше да размислуваме во насока како што размислувале нашите предци. Значи мора ние сега веќе да бидеме сите спремни да живееме, да работиме и ако треба на крај да умреме за Македонија. Тоа е. Господин Бачев, вистина голема благодарност од името на сите наши слушатели кои што во овие моменти не слушаат не само овде во Австралија, него и насекаде во светот. Јас се благодарам на поканата, никогаш не ми е тешко во секое време. Ако треба да шириме вистината за Македонија и еве сега, како што кажав се на крај, сега да завршиме оваа битка, а после како што велите кога ќе има избори, знаете и во диаспората се бират пратеници и таму имаме листи, па во некоја наредна прилика во подобри околности и да се видиме во некоја кампања. Обавесно. Пријатно и до слушање. Пријатно и на вас.